Летото е во полн ек, интересот за патувањата дефинитивно расте. Така е, со нас е Ана Марија Алексова-Малева, председател на Националната асоциација на туристички агенции. Добре ни дојде, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Така, многу прашања имаме да ти поставиме, се надевам ќе најдеме време, можност да одговориме, се разбира за нашите гледачи да бидат информирани и ова лето пред да заминат на својот годишен одмор. Но она што сакам првенствено нели е да се задржиме на Асоциацијата за туристички агенции, неодамна оформена, со која цел, како функционирате? Така, декември 2025, крајот на минатата година, формиравме Националната асоциација на туристички агенции, значи здружување на туристички агенции од нашата земја, кои што сакаме пред се заеднички да делуваме за подобар углед, подобро гледиште, подобро да ги запознаеме странките со тоа како работат агенциите, подобра понуда креирање за нашите туристички агенции, а и заеднички подобра соработка со институциите, заради тоа што знаеме дека туризмот е една од главните економски земји во многу земји, па зошто и кај нас да не биде тоа, па заеднички нели да не го кренеме сето тоа. Така да почеток е уште, меѓутоа имаме активности, како што кажав, соработка со институциите за подобрување. Па да, голем дел на туристички агенции се здружуваат, не сме сите се уште, значи порека се додаваат постојано туристички агенции, меѓутоа задоволни сме. Така. Има доста работа, како и се, значи кога ќе почнеш од нула, има доста работа за почеток, значи формираме некои настани за подобри услови, како што кажав, за нас туристичките агенции. Имавме еден настан на 17 мај во градски парк, каде што сакавме да промовираме него, беше војната, стравот кај луѓето, високи цени и сето тоа. Баш тоа сакавме да го истакнеме. Значи имаше штандови на туристички агенции, дадовме доста награди, голем награден фонд на гратис патувања на нашите граѓани од страна на нас туристичките агенции, а исто така имавме и промотивни цени. Она што сакаме да го истакнеме е дека баш кога патувате со туристичка агенција дека е доста поевтино отколку што заради тоа што некој мисли нели дека лично кога ќе најде, ќе патува, е доста поевтино, меѓутоа напротив сакавме. А после излегуваат оние скриени трошоци непланирани доватни. И овде го имаш човекот, агенцијата е овде, значи секогаш можеш да се обратиш, да. Има кој да ти помогне во некои несакани моменти, ќе зборуваме за сето тоа. Последниве недели многу се зборува за новиот систем на Европска унија, што всушност представува и што се промени по неговата имплементација. Така, да, значи веќе неколку месеци можам да кажам, значи после Великден се активираше тој систем задолжително од Европска унија при влез и излез да има скенирање на лицето и оставање на отпечатоци на граница, значи она замена на класична пасошка контрола и печати во пасошите, меѓутоа можам да кажам прво имаше голем страв кај граѓаните и одбивност на почетокот дека тоа ќе бидат големи редици, големи гужви, големи чекања. Има посебно и по аеродромите. Мислам дека аеродромите се поспремни заради тоа што на аеродромите има поставена инфраструктура на која што секој сам може да помине и тоа побрзо. Мислам дека проблемот Европска унија не беа предвидени оние гранични копнени гранични премини на кои што има. Како што имаме ние Богородица на пример. Така, нашите соседни земји во кои што се оди во Европска унија, посебно значи како најтранзитен што е Богородица, таму се јави најголемиот проблем. Меѓутоа тие го искористуваат она право заради тоа што секоја земја има право кога има голема гужва за одреден период да не го користи тој систем и пак да оди на оној класичен начин. Така да сведоци сме дека еве веќе пола лето можам да кажам помина туристичката сезона, секојдневно има доста туристи. Ако се навратиме кога и да сме биле во сезона или продолжен викенд, секогаш имало чекање. Сега нормално малку повеќе е тоа чекање, имаше и падови на тој систем, меѓутоа нагласувам дека значи одреден период кога се гужвите тие го прекинуваат и пак се оди на оној друг начин. Да, овде имаше некои моменти на кои што нели имаше барање од наша страна, од српска страна, од нашите институции, сакам да кажам ние туристичките организации, баравме да се суспендира тоа како соседи, како најголем број на туристи кои што одиме таму и од србите исто тоа барање беше, меѓутоа кога ќе размислиме, тоа не може за едни или за други да се оддели, пошто рентата е таа. Без разлика дали си Европска унија, ти можеш да стигнеш до таму, па таму да пројдеш. Значи, и важи за сите граници, односно сите влезови во земјите од Европска унија. Се го промени ли тоа мислењето на нашите граѓани за да сменат план околу? Има граѓани кои што имаше влијание тоа и кои што ги одбегнуваат тие гранични премини, да кажам, па бараат таму каде што се оди кој што не се во Европска унија, да нагласам, ама не е пресудно. Морам да нагласам дека сепак најголемата заинтересираност заради тоа што
Грција е најблиска дестинација и традиционално нашите граѓани одат таму, се уште е на прво место како дестинација која што ја бараат. Без разлика на овие препреки и ограничувања кои што можам да кажам дека ги има. Ама има граѓани кои што се пренасочија, кои што почнаа повеќе Турција, Египет, Албанија, Црна Гора, значи да ги одбегнуваат европските земји, меѓутоа не е голем тој број. А колку однапред е најдобро да се резервира летувањето за да се добијат оние најдобри услови, па и најдобра цена? Така. Дефинитивно, колку порано се резервира, како и секога ќе излезе, нели секогаш има попусти и најдобро е тие попусти да се искористат. Ние туристичките агенции излегуваме со цени и попусти, ако зборуваме за летната сезона, уште крајот на минатата година, значи зимскиот период. Ноември, декември, јануари. Така, значи тогаш има дури до 50% некои хотели попусти. Ама го имаме оној другиот момент, last minute. Точно. Тоа е другиот проблем, така е, заради тоа што како и секоја дејност и туризмот, цената зависи од понудата и побарувачката. Сега во одреден момент на крај, како се доближува терминот, без разлика дали туристичка агенција, дали хотел, значи ако се празни собите, го има она право да ја спушти таа цена заради тоа што тие се веќе платени. Сега тоа е моментот што граѓаните многу често го чекаат тој last minute и некогаш ќе излезе поповолно на last minute да отпатуваат отколку да платат у ноември или февруари, ама од друга страна некогаш па нема да има место, па на last minute ќе одат таму каде што има last minute, а не каде што сакале. Значи јас сепак преферирам дека first minute, односно првиот момент кога ќе излезат понудите, е најповолен, меѓутоа факт е дека постои тој ризик дека посреден момент може да се намалат цените и секоја странка која си уплаќа си го знае тоа, мислам. Едно е плаќаш пред време, плаќаш на рати или користиш неколку поболности, имаш месеци до предтргнување, а друг е моментот ако сакаш да чекаш посреден момент. Дали македонците спаѓаат во онаа категорија кога се одложува за последен час? Променливо е. Променливо. Од сезона на сезона можам да кажам, например пред ковидот многу беа граѓаните навикнати на first minute патување. Рано да се резервираат, да си плаќаат на рати, да си одберат дестинација, оно што кажувам, значи кај сакам јас, имам палета на избор во ноември, кај сакаш си бираш, плаќаш до август кога одиш на летување, меѓутоа после ковидот кога нели нештата се променија, се чекаше, луѓето почнаа во последен момент, можам да кажам од минатата година пак почна да се активира тоа. Не само ковидот, Ана Марија, имаме ситуации во светот каде што некои земји не се сигурни, па до последен момент се чека дали ќе биде да се. А не можеш баш патувањето однапред да го планираш. Не можеш да резервираш толку порано затоа што може да се случи, нели? Непредвидливоста, видите. Што се случува во такви моменти? Постои сегде. Еве Египет конкретно можам да кажам дека Египет па најголем дел од авионите беа пополнети во текот на зимската сезона. Например, сега се стабилизираше нели ситуацијата, секојдневно си имаме резервации и се, ама кога луѓето беа исплашени кога се наближуваа првите летови, најголемиот дел од резервациите беа направени зимскиот период. Дефинитивно. Ајде кратко само за оние предизвици кои што ги имаат граѓаните кога ќе стигнат на дестинација, односно не им се погодил хотелот, не изгледа како на сликата. Што во тој момент, кои се најчестите жалби, поплаки на нашите туристи? И каде да се обратат? Така. Прво, овде ќе го нагласам моментот, значи за резервација преку туристичка агенција. Значи луѓето кои го уплаќаат во туристичка агенција, било која туристичка агенција која што е лиценцирана во нашата земја, тие си уплаќаат, се добиваат фискална сметка, се добиваат договор за патување, во кој што се наведени условите, на кој што пишува, и конкретно ова што го кажат. Значи, ако јас како туристички работник ти покажувам кој е хотелот, како изгледа се, може да се појави промена, не велам не. Заради, не знам, преполнување на самите капацитети, хотелот има право сам да смени него. Можеш да му дадеш замена на човекот, на странката, секогаш во секој момент и тоа е законски си постои, меѓутоа условите мора да бидат минимум исти или подобра категоризација. Затоа тој договор што го потпишуваат со туристичка агенција ја има таа сигурност. Гаранција, ако си платил, така. Можеби нема да ја добиеш таа соба или тој хотел ако излегол било каков проблем, заради тоа што се случува, не знам, проблем со инсталации, со води, со услови, се случува. Значи, нема да го добијат тоа, меѓутоа добиваат или исто или подобро. Не може да добијат, например, ти си уплатил во Певко Хори,
оди сега во парарија, мислам, примерот таков. А од друга страна, кога го плаќаат сами, ризикот е дека се појавува таков момент, мислам сега читајќи по групите и контактирајќи со нас луѓе кои што нели сами си одлучиле да патуваат, а отпосредно контактираат нас туристичките агенции како да го средат тоа, значи се случува кога они пуштиле пари во странство или па направиле резервација на букинг онлайн, а ништо не платиле и кога ќе отидат таму, извинете тоа е, значи да се судрат со тоа, само извинете, се случува и да отидат, не знам, со мали деца и слично, па да се снаоѓаат сами. Тој момент, значи, затоа е заштитата и затоа треба да се внимава каде се плаќа, што се плаќа, за да стои некој позади тебе и за да ти го реши. Секаков проблем може да се случи, меѓутоа овде е туристичката агенција таа која што се грижи за сето тоа. А што се случува ако некој стигне во хотелот во 3 часот наутро и има проблем? Како мислите проблем во? Па проблем од ваков тип. А, така? Да. Видете, ние туристичките агенции... Сепак тоа не е нели работно време, па кој би можел да ускокне во тој момент? Да, ние имаме дежурни броеви кои што сме достапни, посебно во текот на летната сезона, не само тогаш, например, и странки кои што во моментот се на летување може се да се случи во текот на 24 часа. Затоа сме достапни, секоја туристичка агенција има најголем дел дежурен број на кој што може да се јават странките. Прво, пристигнувањата не може да бидат толку рано, заради тоа што сегде е наведено, влезот во собите е обично после 14 часот, така да на сите, сега заради избегнување на проблемите на граница, многу често луѓето тргнуваат многу порано, стигнуваат таму, мислев ако тргнат малце подоцна, па да го пролонгираат тој или термин. навечер, да. Значи се случува и затоа ви велам, значи овде е комуникацијата најбитна и човекот кој што го имаш да ти одговори на тоа. Кога е хотел, сепак и рецепција е овде, нели, и од таму одговараат, меѓутоа сепак ја имате сигурност. Побезбедни се во секој случај доколку патуваат преку туристичка агенција. Па верувам дека е тоа така. Овде само да го напоменам, пошто во последниве денови, да кажам, читам некои ситуации, исто е да се провери туристичката агенција. Значи не може, има ситуации кога луѓе ги читам како уплаќаат, значи виделе понуда од туристичка агенција, уплаќаат на физичко лице. Тоа не смее да се случи. Значи секоја туристичка агенција убави се овие за крај совети малку така, е правно лице. Како да проверат? Правно лице, значи може на централен регистар, може на компани UOL да проверат. Така, не станува збор за нова, значи ако не патувале со неа, за нив нова. Да, и општо кога ќе изгугла, значи туристичките агенции можеш да најдеш, мора да има локација, се знае и не може да ти даде туристичка агенција сметка на физичко лице. Не надплати на Ана Марија за да патуваш за Грција. Значи тоа не може да постои без разлика, заради тоа што тоа е правно лице и мора да се плати на правното лице. И врз основа на тоа да си добијат договор, како што нагласувам, значи тој договор си го подпишуваат и со тој договор тие се сигурни дека парите ги уплатиле во агенција и дека условите ќе бидат испочитувани така како што се. Благодариме. Многу прашања ќе останат секогаш, ама и ќе имаме причина да се видиме. Летото, па и зимата доаѓа, ќе имаме многу за што да споделуваме со нашите гледачи. Ана Марија, убаво лето и успешна сезона. Благодарам. Благодариме за гостувањето.